Господова. Сите пророкувале за доаѓањето на Христа. Сите пророкувале за израелскиот народ да се врати на вистинскиот пат. Меѓутоа, светиот Јован не случајно се нарекува претеча, оној кој што доаѓа пред главниот, пред она што треба да се случи, кој го претекнал, всушност не го претекнал заради некоја банална причина, туку за да го најави доаѓањето Христово. И на почетокот на денешното Евангелие слушнавте кога вели: јас не сум тој што треба да дојде, затоа што неговата проповед, покајте се зашто се приближи Царството Небесно, со тие зборови, значи ја почнал својата проповед, неговата проповед не била како на другите пророци или како на другите луѓе кои што ги учеле на верата во Господа. Некако чувствувале луѓето дека овој човек има нешто посебно во него. Покрај тоа што живеел подвижнички во пустината, покрај тоа што се хранел со она што може да го даде пустината, некои тревки, некои џбунови, некои корења што може во пустињата да растат, и покрај тоа што минимално, значи, се хранел и се подвизувал, чувствувале дека има во овој човек некакво знаење, иако не завршил некакво школа. И чувствувале дека од Господа има некакво просветление за да ги води луѓето. И тргнале по него, доаѓале да се крштеваат. Но тој им кажал јасно: јас не сум тој што треба да дојде. И јас само го навестувам неговото доаѓање. По мене доаѓа посилен, вели, на кого јас не сум достоен да се наведнам и обувките да му ги заврзам. Ремењата од обувките да му ги заврзам. Толку се понижува, односно таква скоредба прави светиот Јован Крстител на себе си со Господ Исус Христос. И уште повеќе ние пред Господа сме недостојни и мали пред Господа, но нема како поинаку да ја покаже таа пониженост и таа недостојност светиот Јован Крстител, па вели: иде по мене еден на кому јас не сум достоен да му ги заврзам обувките од кондурите, од чевлите негови. И што се случува? Не само што крштева, тој го изложува и законот на кој што некој од израелскиот народ бил подзаборавен. Не само декалогот, не убивај, не кради, не почитувај ги родителите и другите заповеди од 10 Божи заповеди, но тој и на царот, кој што не бил од израелскиот народ, меѓутоа бил владетел на таа провинција тогашна, и на него му го кажувал законот и го критикувал, затоа што тој бил ставен на највисокото место, да биде прв меѓу народот таму. И ако тој го крши тој закон и дава лош пример, тогаш што останува за другите? За да не дојде во ситуација и луѓето да почнат на тој начин да се однесуваат, гледајќи го водачот, иако политичкиот водач, тој го критикувал царот, односно кесарот, односно владетелот на таа област, Ирод, затоа што овој ја зел жената на братот. Го испратил својот брат во војна и додека тој бил во војна, тој се оженил со жената на својот брат. И тоа и до ден денеска не е прифатливо
за нас, християните, па и за секој, да кажам, здравомислечки човек, не е прифатливо. Иако во денешницава имаме толку изопачен критериум да човек се зачуди какви безобразие и какви уште недолични работи за луѓето се прифатливи и нормални. Меѓутоа, критиката на светиот Јован Крстител кон кесарот била таа: не бива да ја имаш жената на својот брат. Иродијада, жената на братот на Ирод, се озлобила против него. А Ирод пак не бил толку озлобен, може би затоа што чувствувал дека позицијата која ја има му нуди комоција. Затоа што во него, како што велат во народната, во него е и оревот и каменот. Кога сака, тогаш може да го скрши оревот. Значи се е во негова власт. Може некој да зборува што сака, меѓутоа никој ништо не му може. Нешто слично како и денешните политичари, што мислат дека се господари кои ќе стигнат на власт и дека можат се и се што да прават и да не одговараат пред никого. Секоја чест на исклучоци, меѓутоа доста политичари така се однесуваат. Сега, Ирод и не бил толку може би озлобен против светиот Јован Крстител. Дури вели евангелистот некојаш со пријатност го слушаше кога проповедал светиот Јован Крстител, затоа што нешто можели да научи. И тој чувствувал дека светиот Јован Крстител е испратен од Бога. Не е обичен човек. Но заради Иродијада, жената на брат му, која се озлобила против него и која не можела да ги трпи тие критики, го наговорила Ирод да го затвори светиот Јован Крстител во замок, за да го спречи да зборува понатаму и да ја кажува вистината и да ја пече совеста. Мислејќи дека со тоа што светиот Јован Крстител ќе биде во затвор и никој нема да слушне повеќе за тоа, за таа, како да ја наречеме, неубава работа што ја направила, дека со тоа ќе престане и гревот што го прави. Меѓутоа, народот веќе знае и Иродијада не се задоволила со тоа што светиот Јован Крстител е во затвор, бидејќи се уште е жив, и утре може би пак ќе може да каже и некои од стражарите кои го чуваат во затворот може да слушнат вистината и тие ќе ја пренесат на народот. И вели, раскажува понатаму евангелистот, се случи една згодна прилика кога Ирод го славеше роденденот. И тогаш Саломија, ќерката на Иродијада, која не е ќерка на Ирод и Иродијада, туку на братот на Ирода и на Иродијада, значи внуката од брат на Ирод, влегла меѓу гостите каде што славел Ирод роденден и се частувале и се гоштевале, влегла таму и со играта своја ги воодушевила сите најмногу Ирода. И Ирод воодушевен од таа игра, но и под дејство на пијалаците кои ги пиеле тогаш, веројатно и алкохол, и од расположението во безумство и ветил што сакаш ке ти даде. А таа, посоветувана од својата мајка, рекла: сакам овде, сега да ми ја донесеш главата на светиот Јован, односно на Јован Крстителот. Не рекла сигурно на светиот Јован Крстител, на Јована Крстителот. И тогаш се замисли царот, бидејќи не сакал на вистина да го погуби
Светиот Јован. Меѓутоа, вели заради дадениот збор и ветувањето што го дал пред големците своји, не можел да го одбие тоа барање. И наредил да се убие Светиот Јован Крстител во затвор. А пак за Светиот Јован, што да кажеме? Христос понатаму вели, кога Светиот Јован ќе биде убиен, кога проповеда за него, вели, што мислите за Светиот Јован Крстител? Дали е тоа некоја трска која се луле од ветер? Или е некој пророк? Вели, да, ви велам, и повеќе од пророк е. Затоа што толкаво смирение стекнал Светиот Јован Крстител и толку се предал на Божјата волја. Така што преданието на црквата вели дека дури кога джелатот дошол да му ја отсече главата, тој рекол, застани. И овој се скаменил джелатот, да се помолам на Бога, да видам дали е волја Божја сега да ми ја отсечеш главата. И откако се помолил на Бога, и откако добил просветление од Бога, и тој ја положил главата своја и му била отсечена од страна на джелатот. Е такво смирение, возлюбени во Господа, браќа и сестри, ние овде, христијаните, на такво смирение се учиме, да биде Божјата волја, не нашата волја да биде. Дури и во времето на смртта да биде Божјата волја. Како ќе го заврши овој живот, да биде по Божја волја. Не да биде по наша волја. И тогаш ќе стекнеме награда како што стекнал Светиот Јован Крстител, за кого Христос ќе рече, нема поголем човек од Светиот Јован Крстител, но и најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Зошто го вели тоа? И најмалиот во Царството Небесно е поголем од него, затоа што успеал до таја мера да се смири, да снисходи до таја мера, самиот да се направи најмал, но нема, заради целото тоа негово смирение, нема поголем човек во Царството Небесно од Светиот Јован Крстител. Токму заради смирението која го имал. Иако достоинствено му кажал на царот, не бива да ја имаш жената на твојот брат. Возлюбени во Господа, браќа и сестри, да се учиме од овие примери на црквата. Иако некој ќе помисли далеко сме ние од Светиот Јован Крстител и од неговото смирение и од подвигот него, далеко сме. Може би на вистина тоа што тој го поминал во пустината, ретко кој од нас го поминува или ретко кој во овој свет уште некој го поминува. Меѓутоа, нашата желба и нашиот труд да се уподобуваме на таквите луѓе, како што тие се уподобуваат на Христа, тоа е потребно да го направиме. И тука треба да покажеме наш подвиг и наше смирение. Да бидеме послушни на црква. Да не правиме ништо без благослов. Да постиме како што црквата благословила да се пости. Ако не сме силни да постиме онака како што црквата благословила, тогаш свештеникот ќе ни разреши. Но треба да го прашаме за благослов, како што Светиот Јован Крстител го прашал Господ дали е волја Божја да ни отсече главата. Сега. Затоа треба да вложиме труд, да постиме, да се молиме и да се исповедаме. И да го примаме телото Христово преку овде, преку литургијата на Лажиче, ни се дава бадијала. Ни се дава Царството Небесно бадијала. Ни се дава за џабе, што би рекле жаргонски. Ни се дава од љубов, која Господ ја има кон нас и од која љубов нас не создаде. Тоа е целта на нашето постоење, да бидеме заедно со Христос, да се причестуваме со Него, но и да вложиме малку труд,
ако не сакаме да вложиме ни малку труд, тогаш нема Господ со сила да не спасува. Имајте го тоа предвид секогаш. Свеќата која ја палиме во храмот, и тоа е една жртва. И дарот кој ќе го оставиме, секако и тоа е една жртва, но тоа не е доволно. Затоа што Господ покрај тоа што го правиме, нас не сака. Нашето чисто срце го сака, нашето битие го сака, нас самите не сака тој. Не му е толку важна свеќата и дарот што ќе го оставиме. Дарот и свеќата се важни за црквата, да биде обновена, да биде уредена, како што и ова убаво уредено, со трудот на луѓето кои што се трудат овде да ги уредат работите. И благодарност за трудот на тие луѓе. Меѓутоа, она што е потребно за спасение нас самите, ние самите на Господа да се предадеме. Како што во Ефтенијата велиме, самите себе, едни с другите, самите себе и целиот свој живот на Христа Бога да го предадеме. Како што светиот Јован Крстител го предаде животот на Бога, но го наследи 1000 пати, односно вечно, вечниот живот го наследи. Такви примери да следиме во животот, драги браќи и сестри, така да се смируваме и така да бидеме во заедница со Господа, да се причестуваме и така да се движиме од Царството Небесно, кое очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите.